Значи од почеток почнуваме. 2003 година првенствено беше оформен драмски културен центар во средното училиште на град Скопје Георги Димитров и првото име беше Без влакна на јазик. Токму сакавме да поттикнеме размислување кај младите луѓе и токму без влакна на јазик да излезат на сцена и да си го кажат своето, без разлика која ќе биде темата. Во 2004 година во училиштето оформив радио без ФМ на училишниот разглас. И името го доби Склет од колумната на новинарот Даниел Михајловски, кој за жал не е веќе меѓу нас. Даниел ми беше колега од факултет, инаку колумнист, неговите колумни под насловот Склет може и ден денеска да се прочитаат на Оннет. Знаеше гласно да зборува за општествената ситуација, знаеше гласно да зборува за проблемите на младите. И оттаму бевме поттикнати токму заради неговата колумна Склет, токму оној застоен, да речеме, збор во душата кај младите, да го изговориме гласно, недвосмислено и да стигне некако пораката до сите останати генерации. Радиото функционираше една година, потоа заради технички причини, значи, престана да функционира, но затоа наредната година името го префрливме на Драмскиот креативен центар, од Без влакна на јазик го префрливме во Склет и само со една цел, бидејќи ако радиото беше еден, не може да кажеме медиум, бидејќи беше средношколско радио кое функционираше внатрешно, стигнуваше само до учениците кои беа во училиштето. Сега се префрливме на театарската сцена во соработка со Драмскиот театар, МНТ, театарот, потоа и Салон 1919, театарот Комедија сега. Соработката беше, го отстапуваа драмскиот простор и преку театарските представи знаевме баш токму тој Склет во душата да го префрлиме на голем дел публика, како на учениците, професорите, родителите, па дури оние добронамирници и влюбеници во драмата, во театар. Целта на представите да се застане на театарска сцена и да се проговори гласно и моќно. Целта е да се пренесе идејата, да се пренесе мислата, да се пренесе, ќе се навратам на оној застоен воздух токму кај младите, кај средношколците, проблемите кои што ги измачуваат, како во семејството, така и општествените проблеми, но и оние лични проблеми за кои никогаш не зборуваме гласно, за кои можеби како наставници не наоѓаме доволно време, соодветно на пренатрупаноста на програмата, пренатрупаноста на оние активности кои што се повеќе школски, а не воншколски. Но кога ќе ви се обратат учениците со некој проблем, со некои лични засегнати проблематики од секојдневието, не можете да не проговорите. Би напоменала неколку театарски представи. Првенствено би ја напоменала, зборувавме и за теми кои што обработуваат оние зависности, потоа теми кои што се горливи, за кои што се молчи, например како што е сидата кај нас, една тема за која што никој не проговорил гласно. Кај средношколците се зборува еднаш во годината, 1 декември, денот на борба против ХИВ вирусот, и тука се замолчува. Значи, не е поинтата само да се покријат некои проекти, туку поинтата е да се допре, да се воспита, да се на крајот на криштата можеби да се потресе со еден глас. И реакциите беа од болни до интересни. Бидејќи тематиката, да се навратам, работевме во текот на годините и новогодишни театарски представи за вработените од училиштето кои ги носеа своите дечиња на театарска представа подготвена токму од учениците, нели? До Јустинијан Прима, Кирил и Методи. Имавме перформанс Скопје се сеќава, одбележување на 50 годишнината од земјотресот, заедно со градот Скопје. Имавме представа Еликсир во пивска флаша, каде што секогаш учениците или младите се потенцираат како луѓе бунтовни, но без причина. Сепак би рекла дека кога таа бунтовност ќе се насочи преку театарски текст, бунтовноста се канализира во не бунтовност без причина, туку токму бунтовност со причина. И вклучувајќи ученици кои навистина биле бунтовници, ние создадовме
канализирајќи нивната енергија, нивната мисла, тие денеска се многу познати луѓе со завршени факултетски студии, на добри позиции, голем дел од нив се и поборници за борба за, да речеме, така наречена во деновиве актуелно, борба за слобода, преку нивните оформувајќи невладини организации или членувајќи во групи, каде што повеќе не се плашат гласно да проговорат. Конкретно со театарската представа Апел за, зборуваме за неколку зависности, но и за оние горливи проблеми кои во секојдневието делуваат така наивно, влез во кладилница, но многу често завршуваат со позајмици од лихвари, со тешки домашни ситуации и проблеми. Потоа третираме момент на алкохол, кој може би делува наивно, иако е голем проблем во денешницава. Алкохолот потоа станува порок, порокот завршува во нашата представа со смрт. И верувајте, кога ќе излезат на сцена, кога ќе го пренесат зборот, на почетокот, ако во театарската сала има галама, на крајот се завршува дури со солзи. Да, многу често и подготовките завршуваат само на разговор и многу често ни се случувало пробите да се претворат во разговори од пробата да нема ништо. Но излегува една сила на мислата од младиот човек, кој што, за жал, кај нас се преоптеретени со политика. Политиката е навлезена во секој порив и во домашниот буџет секако дека е политика. Оценките во училиштето, за жал, понекогаш стануваат политика. Од моментот да колку имаат денари во нивниот джеп, станува политика. Дали после проба може да отидат да се напијат кафе, чај, дали може да го продолжат разговорот во некој кафуле, исто станува политика. Нивните проблеми се горливи, многу често сме соочени со сериозни проблеми, од здравствени до домашни. Само би напоменала, би пратила еден апел до наставниците дека треба да разговараат со своите ученици, секако до онаа граница каде што смеат да поставуваат прашања, но иако родителите се во последниве години вклучени во политиката на училиштето, повеќе треба да се обрне внимание да учество во оние воншколски активности заедно родителите и учениците. Не мора да е како во основните да учествуваат во проекти, но барем да се отвораат малку поголеми трибини на дискусија за моментот дека ако учениците не можат гласно да проговорат за својот проблем, не можат да се соочат со проблемот реално или да кажат, може да се отвораат теми токму на оние кои што ние ги говестуваме во разговорите со нив, да се отвораат дискусии, дебати, кои што ќе се наоѓа решение. Многу е важно да се проговори гласно. Тешко прашање. Разговарам и на овие теми. Ако ви кажам дека 80% на прашањето колку од вас ќе се заминат од државава, 80% креваат рака. Значи, тешко е прашањето, уште потежок е одговорот. Општеството, шансата која што им ја дава, не ја гледаат учениците. Насекаде наидуваат на отпор кога ќе окренат својот глас, наидуваат на несватеност, од моментот на ти не знаеш, ти си мал, не се мешај, така мора да биде, не зборувај секаде се што. Го крена еден момент гласот, но мислам дека ја чувствуваат уплашеноста од гласното говорење. Токму поттикнати од разговорите дома и се додека ги замолчуваме младите луѓе, ќе не се случува. Овака, значи, од почетокот на своето постоење до денес, Склет има повеќе најразлични активности. Во моментот кога јас почнав со своето школување во Георги Димитров средното училиште, они спрема нова театарска представа. Тогаш беше отворена аудицијата за учество во таа представа и решив да се пријавам, бидејќи многу бев заљубена во театарот, секој втор ден буквално следев представи и решив да пробам. Па така Склет ми исполни една од најголемите животни желби да заиграм на тие даски што живот значат.
Значи, пред се како средношколец што туку влегов во една нова средина, првата желба и првиот мотив беше да учествувам во креативна активност. Ја одбрав секцијата, татарската секција, бидејќи сметав дека тоа е активност во која што ќе се пронајдам. Почнав да присуствувам на пробите, чисто да видам што се случува и сватив дека не сум погрешила. Така, во тој момент слушнав дека има аудиција за една нова представа. Присуствував на аудицијата, го добив текстот и така почна се. Вака, со самото тоа што ние бевме група на средношколци, што заедно ги спремавме тие представи, секој од нас нели во свој филм со своји проблеми, кој поголем, кој помал проблем, но сепак нешто што го мачи во тие повртетски денови. Нашиот режисер, текстописец, драматург све на представите Марина Лутеска беше и наш професор и педагог во училиштето. Попреку со неа со разговорите секој од нас го вадеше тој средношколски гнев, нервоза, сите работи што ги имавме нели како повртетли и се полневме со позитивна енергија. Буквално преку улогите избивавме нешто од себе и се на некој начин прочистував. Да, многу често се случуваше, значи за време на представите да останеме, да направиме пауза и да останеме, да не приметиме дека разговараме веќе цел час за одредена тема, за одреден монолог. Тука ќе ја спомнам представата Апел за, бидејќи често на незините проби останувавме разговарајќи за теми од монолозите кои што ги обработува оваа представа. Ќе ја спомнам мојот монолог како девојка која што е депресија, тема која што е многу застапена. Сите ние сметаме дека не може да не се случи на нас тоа, но не сме свесни колку се случува тоа меѓу нас, меѓу нашите блиски или лично на нас. Чисто разговарахме за случаи кои што се случиле на наши блиски, сме слушнале за некоја случка која што е поврзана со наш монолог. Ќе го спомнам и дечкото кој што го кажува својот живот како несвесно станал алкохоличар и доживува една стварно тешка судбина. Потоа девојката која што станува зависник од дрога, несвесно, смета дека нема да проба втор пат, трет пат, дека нема неа да и се случи тоа и губи се што има во животот, несвесно. Па мислам дека допираат, бидејќи, пример, ќе издвојам представата Апел за. Премиерата на таа представа заврши со големи овации и многу солзи во салата. Нормално тие солзи не радува, но од еден аспект видовме дека предизвика своевидно будење кај луѓето од она испревртена реалност што ја имаме денеска и од тоа какви се судбини имаат младите. Мислам дека доправме со таа представа многу за да сватиме дека околу нас не е се така розово како што изгледа и дека сите поединци кријат некаква приказна за себе кој што дури неблиските не ја согледуваат. Представата Апел за испрати порака со која што сметам дека сите оние кои што ја погледна и кои што слушнаа за неа сватија дека навистина треба отворено да разговараме за овие теми бидејќи навистина се случуваат помеѓу нас. Како што веќе напоменав, представата Апел за, која што ја игравме со години, мислам дека ја пренесе многу силна порака од аспект што во неа игравме неразлични ликови, млади ликови, кои што се со своја судбина за која што е многу честа никој од нас не е свесен. Имавме коцкар кој што имал се на некој начин, па изгубил се и се наоѓа во една многу тешка психолошка состојба. Мислам дека многу луѓе не се толку навлезени во коцката, не знам поточно дали многу луѓе, меѓутоа не се свесни дека се навлезени, дека полека почнуваат да губат нешто, да мислат дека тоа е ситна мамка. Имавме алкохоличар кој што го губи својот живот на сметка на тоа, бидејќи претерува со алкохолот во само една вечера. Сите ние знаеме младите денеска како излегуваат и како завршуваат. Тоа беше кобна вечер за тој човек, а мислам дека може на секому од нас да му се случи. Тоа е големата порака што ние ја праќаме, дека се може секому да му се случи. Јас во таа представа бев девојка која што несрекно завршува заболена од сида, а мисли дека се поминува совршено на одмор и дека е така се во животот интересно и забавно, а всушност можеме да се заплеткаме.
Имавме девојка која што боледува од депресија. Депресијата мислам дека има заимено голем замав кај младите, а дури ни најблиските на тоа не реагираат. Девојка која што околу себе сите се трудат нели да зацкријат, роднините да не кажат нешто лошо, соседите, околината, а всушност таа девојче тоне во сопствената затвореност и никој околу неа тоа не го приметува. Таа представа мислам дека допре на најразлични правци, на најразлични судбини, а секој од нас мислам дека познава барем еден човек кој што дели таква судбина. Јас пронаоѓам многу луѓе во мојот живот кои што имале таква судбина и мислам дека носи порака како да реагираме навремено за да не биде на крајот доцна. Сметам дека представата Апел за испрати една многу важна порака за будење, бидејќи сметам дека сите кои што ја погледнаа представата сватија дека монолозите всушност се теми кои што се многу актуелни помеѓу нас младите и дека за тоа може да се разговара многу отворено. Но ќе ја спомнам представата Европа во Македонија, Македонија во Европа, која што ја одигравме пред европски дипломати, освоивме прво место на европското движење за Македонија. Ова е представа чија што порака стигна и до европските дипломати, а сите ние сме свесни за долгогодишното очекување на влезот на Република Македонија во Европската унија.